По завршувањето на 6-месечните истражувања во рамки на проектот Партнерство за добро владење, чиј носител е Сдруженијето на граѓани ИНИ од Виница, во Штип беа презентирани добиените резултати. При тоа на увид на јавноста се дава квалитетна база на податоци за 11 општини од источниот регион, при што наблюдувани се состојбите во економијата, финансиите, стапката на невработеност, јавните набавки во општините, здравството и животната средина. Податоците се добиени со официјални барања за пристап до информациите од јавен карактер, со анализа при пребарување на веб страниците, на официјалните документи од Заводот за статистика, од здравствените картони, известувања за здравствената состојба и слично. Сите овие податоци се ставени во дата база и со истражување и комбинирање може да се дојде до соодветни заклучоци. Например, ние го анализиравме вкупниот број на јавните набавки 2013-2016 за сите општини на источниот регион. Тоа се 11 општини. И нашите истражувања покажа дека општина Каменица, зборувам за 4 годишен период, има инвестирано највеќе пари по глава на жител, односно над 42.000 денари. Општина Карбици е на второ место со 31.000 денари, а на дното се општина Виница со 5.800 денари по глава на жител и општина Зрновци со 8.500 денари по глава на жител. Истражувањата на проектот, например, покажале и дека во источно-плански регион има вкупно 443 лекари, односно во просек 2,5 лекари на 1000 жители. За да се достигне европскиот просек, кој изнесува 3,4 лекари на 1000 жители, на истокот му требаат уште 190 лекари. Освен овие, има и други интересни податоци, а целта на проектот е да зајакне концептот на отворени и јавно достапни податоци за медиумите, граѓанските здруженија и стручната јавност, за да можат да ги користат во своето работење. Проектот е финансиран од Европската Унија со помош на грант доделен преку проектот Истражувачко новинарство за поттикнување реформи, што го спроведуваат Центарот за граѓански организации, Невладината инфоцентар и Бирн Македонија.